Намерата на владата да ги неутрализира ценовните експлозии не смее да остане само на мерки, треба да бидат и применети, вели универзитетскиот професор Борче Треновски. Секое одложување нејасно толкување на мерки ќе предизвика дополнителна несигурност, паника, дополнително влијание врз цените и ќе има економски последици кои може да се засилуваат во периодот кој доаѓа. Предупредува Треновски. Аналогно, граѓаните и бизнисот чувствуваат несигурност, а се создава и простор за профитерство во криза доколку институциите не реагираат итно. Например, и покрај намалувањето на глобалните цени на храната 5 месеци поред, се уште сме сведоци на зголемување на доминантен дел од цените на домашниот пазар, што во еден дел е резултат и на повисоката цена на електричната енергија. Дополнува Треневски. Како можни мерки, Треневски предлага воучери за пензионери и лица со минимални примања, и тоа за енергија или за набавка на основни производи, даночни ослободувања за оние со најниски приходи, таргетирани субвенционирања како намалување на сметки за електрична енергија за најпогодени граѓани и бизниси. Паралелно, премиерот Димитар Ковачевски најави дека многу брзо ќе бидат објавени конкретни антикризни мерки насочени кон најранливите категории на граѓани. И веќе се подготвуваат и листите и категориите на граѓани кои што ќе бидат поддржани со дополнителни финансиски средства од буџетот, со цел да можат полесно да ја пребродат кризата која што ја имаме. И покрај ограничувањата на маржите, растот на цените во изминатиот период продолжи, поради што од синдикатот апелираат да се донесат нови мерки и механизми за заштита на граѓаните. Мора да се направат и нови мерки кои што би биле така репрезентативни за да можат се до тоа граѓаните оваа зима да преживеат, иако тешко, но верувам дека треба и тоа. Второ, исто така би требало и платите да се регулираат